Почитувани учесници, дами и господа, задоволство ми е да ви се обратам на отварањето на конференцијата на тема Вонредна состојба, научени лекции и идни предизвици во организација на Председателскиот центар за политичко образование. Важноста на темата на денешната конференција не е потребно посебно да се образложува. Минатата година за прв пат во нашата уставно-правна историја, а соочени со брзото ширење на вирусот COVID-19, беше утврдено постоење, односно беше прогласена вонредна состојба на целата територија на државата. Вонредната состојба беше изнуден одговор на системот на ситуацијата во која се најде државата, како и сите останати држави во светот. Во услови кога со редовните мерки повеќе не беше можна контрола на пандемијата, беа потребни вонредни мерки, односно одстапување од редовното функционирање на институциите и на правниот поредок со цел да се действува брзо и ефикасно. Императивот за брзо и ефикасно делување со цел да се справиме со последиците од пандемијата, кој освен здравствен има и социоекономски и безбедносен карактер, наметна суспензија на дел од основните принципи и вредности на нашето уставно уредување. И да бидам директен и прецизен, од аспект на основните вредности на еден демократски поредок, вонредната состојба не е посакувана ситуација. Таа вклучува определена редукција на принципот на поделба на власта, ограничување на човековите права, централизација на одлучувањето и лимитирање на просторот за јавна дебата при носење на одлуките. Но вонредната состојба е единствениот логичен одговор на една организирана политичка заедница, која се обидува да се заштити под налетот на општата опасност. И како таква не е случајно што постои како опција и некој пат може и да биде употребена во споменатите екстремни околности. До тука нашата ситуација изминатата пролет не се разликуваше од ситуацијата во која се најдоа многу други држави. Сепак, како што често се случува еден проблем, никогаш не доаѓа сам, туку најчесто предизвикот се мултиплицира во предизвици од системски карактер. Како држава, освен со здравствените предизвици, се соочивме и со невозможна ситуација од правен и политички аспект. Имено во февруари, непосредно пред почетокот на здравствената криза, Собранието, согласно претходниот договор на политичките партии, донесе одлука за самораспуштање. Ја прекина својата работа и го отвори патот за одржување на предвремени парламентарни избори во уставниот рок од 60 дена. Претходно на почетокот на јануари, согласно со одредбите од изборниот законник, Собранието избра техничка влада со единствена задача да ги подготви и да ги спроведе планираните предвремени парламентарни избори. И додека целото внимание беше насочено кон изборната кампања и престојните избори, а во услови на непостоечко собрание и парализа на владата, нашите институции се соочија со предизвик за кој одговор нема и многу поразвиени држави од нашата. Затоа и тогаш и сега сум уверен дека председателот на државата има државна и уставна одговорност да ја донесе ни малку едноставната одлука за прогласување на вонредна состојба. Вонредната состојба беше единствениот легален излез од блокадата на институциите, наметната од изборниот процес, во време кога требаше да се организира здравствениот систем за да се спасуваат илјадници животи и да се зачува економската активност со што превениравме општествен колапс. Конечно, тоа беше единствениот начин да ги одложиме изборите, без при тоа да ги нарушиме уставните правила и со тоа да го доведеме во прашање целокупниот легитимитет на правниот поредок, имајќи во предвид дека демократските избори се прв и основен услов за демократија. Во таа смисла, уверен сум дека во тој момент и сите останати релевантни политички фактори донесоа исправна одлука, поддржувајќи воведување на вонредна состојба. Но тоа беше само првиот чекор. Предизвиците кои следуваа, здравствени, економски, политички и правни, покажаа дека за жал во изминатите 3 децении независна држава, многу малку сме се подготвувале за криза од ваков формат. Навидум техничките прашања врзани со донесувањето на уредбите со законска сила, политичката и уставно-судската контрола врз работата на владата во состојба на де-факто спојување на законодавната со извршната власт, ограничувањето на човековите права и слободи,
организирањето на парламентарните избори и конституирање на институциите во услови на пандемија потврдија дека дилемите се сериозни и од организацијски и од правен аспект. Затоа во моето редовно годишно обраќање во собранието во декември минатата година реков дека оваа година ќе иницирам поширок општествен диалог за сите овие прашања. Денес, кога имаме многу поголемо искуство во соочување со здравствената криза, но и кога институциите се во редовен мандат со целосен политички легитимитет, време е да се рефлектираме на искуството од минатата година, да донесеме соодветни заклучоци и навреме да го подготвиме поредокот и општеството за можната идна криза. Јасно е дека ни е потребен посебен закон за воредна состојба, во кој ќе бидат правно уредени сите празнини, со кои се соочивме кога требаше да го организираме системот во нестандардни околности, само врз основа на неколку генерални одредби од Уставот. При тоа е неспорно, барем за мене, дека идниот закон мора да биде продукт од диалогот меѓу експертите, но и во генералната јавност и да биде донесен врз основа на најширок можен политички консенсус. Почитувани, пандемијата не научи дека постојат опасности кои ги надминуваат политичките, идеолошките, етничките, верските и социјалните линии на поделба. Тие опасности носат несреќа за сите, независно од нашиот статус или потекло. Личните и колективната траума поради изгубените животи, десетиците илјади заболени, долгите ограничувања на движењето, изгубените работни места, пропаднатите бизниси, треба да бидат аларм дека е време да создаваме општествено единство, барем за екзистенцијалните прашања. Во услови кога светот е соочен со климатски промени, екстремна социјална нееднаквост, масовни миграцијски движења и неверојатно брзи технолошки промени без преседан, прашањето не е дали, туку кога ќе се соочиме со следната голема криза. Најмалку што можеме да направиме е следната криза да ја дочекаме институционално поподготвени и со научени лекции од страшното искуство со пандемијата. Со таа мисла ви посакувам успешна работа на денешната конференција и се надевам дека диалогот кој денеска го започнуваме на крајот ќе резултира со квалитетно законско решение кој ќе го одразува нашето единство, а не поделбите околу клучните прашања поврзани со обстанокот на нашата држава и незината иднина. Ви благодарам.